Уште глувци и стаорци фалеа на скопските улици. Граѓаните почнаа да споделуваат на социјалните мрежи и по некое видео како глодарите шетаат околу купиштата ѓубре. Особено е алармантно што дете беше и каснато од глушец во близина на училиште каде имало многу насобран отпад. Ова е крајно опасно. Ова е недозволиво. Ова бара итна реакција на надлежните служби. Глувците и стаорците се преносители на сериозни заразни болести, а познато е дека овие глодари се размножуваат со неверојатна брзина и во огромни бројки. Сите надлежни институции треба најитно да се координираат и да извршуваат дезинфекција, дезинсекција и дератизација, секако и да го отстранат ѓубрето од скопските улици. Втора работа што треба да се направи е обвинителството и МВР, откако веќе го проверуваа работењето на јавното претпријатие Комунална хигиена, работата да ја завршат до крај, да се открие зошто дојде до оваа ситуација и сите кои работеле незаконски и несовесно да бидат казнети. Доста е со префрлање на вината меѓу разните политички актери и функционери. Лицата поради кои се појавија глувци низ Скопје не треба да им се остави да се сокријат. Подигнати 350 тони комунален отпад изминатата ноќ во Скопје. Ова го соопшти јавното претпријатие Комунална хигиена. Акцијата била спроведена на булеварот Гоце Делчев до хотел ВИП, булеварот Партизански одреди, булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, улиците Даме Груев и Џон Кенеди, како и на повеќе локации во скопската општина Аеродром. Воедно од јавното претпријатие информираат: досега немаме добиено одговор од страна на градоначалниците на скопските општини каде го одлагаат отпадот од наводните активности за собирање на комуналниот отпад, што тврдат дека ги спроведуваат во рамките на своите општини. Претпријатието во текот на денешниот ден не забележа дека е подигнат отпад од страна на општинските комунални претпријатија во ниту една скопска општина, нагласија од комуналците. Во предизборниот период прва скопска телевизија ги праша кандидатите за градоначалници што ќе биде прво што ќе направат доколку бидат избрани. Скопјани веќе избраа неколку од нив. Еве што двајца од нив тогаш одговорија и што сега скопјани може да очекуваат дека ќе биде направено. Многу работи кои што сум сметал дека требало поинаку можеби да ги направам. Не се тие структурални или стратешки некои работи кои што биле погрешно направени така натаму, но биле битни можеби лично за мене и за работите што сум сметал дека поинаку треба да имаме подобар пристап. Така да сметам дека во наредниот мандат многу работи на поинаков начин и со поинаков пристап ќе бидат подобро менаџирани, подобро, како да кажам, спроведени од моја страна, тоа што искуството си го прави своето, така да сега со ова искуство што веќе го имаме за многу работи, мислам дека ќе бидеме уште попрецизни, поуспешни и подоследни. Ќе го започнам најкрупниот проект кој е ветен од моја страна, а тоа е нов културен дом овде во населеното место Петровец. Уште таква една преубава зграда му фали на ова прекрасно населено место, на ова прекрасна општина Петровец. Културниот дом е во вредност од 30 милиони денари и ќе биде преку владата наша од унгарскиот кредит, средствата се обезбедени. Најавената делница од проектот Градски воз почнува да се реализира. Како што соопшти вице-премиерот Александар Николовски, веќе се работи на првата делница. Идејата на проектот Градски воз е постојната железничка инфраструктура да се реконструира, да се реновира, да се крене на едно друго ниво и да се користи за градски сообраќај. Во Скопје има развиен систем скоро како Детелина. Веќе на првата делница која што оди Зелениково, Драчево, Лисиче, Киселавод, Аеродром, Нова железничка, почна да се работи овие денови. Следната година ќе ги работиме другите две линии за да ја донесеме во инфраструктурна состојба, таа да може да се користи интензивно и често и после тоа да се воспостави еден редовен сообраќај. Првата линија ќе биде готова за 6 месеци, што значи дека некаде следното лето на првата линија ќе функционира градскиот воз, истакна Николовски. Инаку тој соопшти дека се преговара со Европската банка за обнова и развој за набавка најпрви на нови локомотиви, а потоа и на нови вагони. Вработените од паркови и зеленило Флора Комилуна, организирани од независниот синдикат на државната администрација на раководството на јавното претпријатие, му дадоа рок до 28 овој месец да им исплати плата за септември. Во спротивно ќе активираат одлуката за штрајк.
Секој ден бараме прием и се уште не примиле на разговор. Немаат волја за разговор и затоа ние мораме правото да го остваруваме на улица, изјави Горан Ристевски, председател на Гранскиот синдикат. И минатиот месец вработените во овие скопски јавни предпријатија плата добија по повеќедневен штрајк и блокирање на крстосници во центарот на Скопје. Во трговскиот центар Дајмонд од денеска до недела во соработка со јавното предпријатие Лајка ќе се одржи саем за миленичиња, парада на хуманоста и концерт на познати македонски пејачи. Организаторите најавуваат настан исполнет со љубов, добрина и шанса за подобар живот на бездомните кучиња. Ова е настан кој ги спојува семејствата, децата и љубителите на животни, потсетувајќи дека грижата за миленик е одговорност, а не тренд. Во текот на целата недела посетителите ќе можат да ја посетат донаторската зона и ѕвездите на Лајка, простор посветен на кучињата кои моментално се згрижени во Лајка и со нетрпение очекуваат да бидат вдомени. Секој гостин ќе има можност да ги запознае, да дознае нешто повеќе за нивните приказни и можеби да си замине дома со нов верен пријател, велат од јавното предпријатие Лајка. Да подсетиме, зимското сметање на времето започнува во недела во 3 часот наутро, кога стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Секоја година зимското сметање на времето почнува во последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд во март следната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Освен кај нас, зимското сметање на времето го применуваат и поголем дел од државите на европскиот континент. Европскиот парламент на 4 март 2019 година изгласа да биде укинато сезонското поместување на времето од 2021 година, но Советот на Европската Унија се уште нема донесено конечна одлука. Скопскиот кривичен суд го одложи денешното рочиште на кое требаше да биде донесена пресудата против 25-годишниот скопјанец кој на 1 јули годинава, управувајќи мотор Кавасаки без возачка дозвола на пешачка патека на кеот на Вардар во близина на паркот на франкофонијата, го прегази 68-годишниот Југослав Николовски и избега од местото. Како што информираше судот, рочиштето е одложено поради отсуство на обвинетиот, кој поради стомачен вирус утринава пред почетокот на судењето завршил на инфузија. Обвинителството го товари лицето за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. 7 вечери, 7 представи, а една заедничка приказна што го слави Театарот без граници, најавија денеска од Драмскиот театар на пресконференција на која го најавија одржувањето на фестивалот на регионалната унија на театри од 25 до 31 октомври во Скопје. Ќе настапат театри од Љубљана, Белград, Сараево, Загреб, Подгорица и домаќинот Драмски театар Скопје. Во мобилната галерија во паркот на франкофонијата, а во организација на ИТ продукција, вечерва и утре вечер ќе се одржи проекција на 3 експериментални видеотеатарски проекти, проследени со отворени модерирани дискусии со екипата која ги создава. Учесници на јавните дискусии ќе бидат актерите Здравко Стојмиров и Кирил Дончов, режисерката Теа Беговска и Иванка Апостолова Баскар, креатор на проектите.